Човековите права најлесно се кршат врз грбот на ромите. Заедницата која сочинува 10% од вкупното население на истокот е со најмал процент на вработени, образовани, писмени, здравствено и стамбено осигурани. Треба да се вработува. Треба, а не ромите гледаш нема, а нема ја социјално сега колку земја социјално знаеш. Децата моите 2 деца невработени. Внуците исто. Ова кај ромите предизвикува впечаток дека се граѓани од втор ред, односно граѓани со најмалку човекови права. Јас го имам тој впечаток дека луѓето се чувствуваат како граѓани од втор ред и тука делумно има вина и државата. Значи, можно е да во одреден дел не се посветува доволно внимание на нивните проблеми, меѓутоа сметам дека секогаш проблемот е двостран. Значи ли ова дека институциите и системот потврлиле кога во прашање се ромите? И ромите, и не само ромите, и граѓаните секогаш остануваат некаде по страна. Значи мора да се алармира, мора да се бара и мора да се испочитува тоа што е ветено. Тоа е целта. Институциите мора да бидат во функција на граѓаните. Сепак, дали вината за лошата состојба на ромите е само институционална, општинска и државна, или одговорност има и кај нив самите? Колку што е крива државата, колку што се криви институциите, толку се виновни и ромите. Значи ромите се додека не почнат сами да си ги решаваат своите проблеми, нема да може некој да им ги реши нивните проблеми. Не се заинтересирани многу за образованието на своите деца. Мораме да го кажеме тоа е факт дека нема голема заинтересираност на родителите за образованието на своите деца. Од тука произлегуваат сите проблеми на ромската популација. Состојбата со ромските права беше тема и на трибина организирана од страна на мобилниот парламент. Нивните податоци покажуваат дека близу 30% од ромите во регионот се невработени, но од друга страна дека едва 20% од населението на возраст од 11 до 35 години има завршено основно образование. Се на се, податоци кои не одат во прилог на декадата на ромите, која очигледно не реши ниту еден од најголемите проблеми на оваа заедница.